Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип на денешниот прес со обвинување кон СДСМ на тема покачената цена на горивата. Наместо да го реализираат планот за живот во Македонија, хунтата на Зоран Заев на 1 мај ни удри шлаканица. Не само што во првиот квартал од оваа година имаше намалување на просечната исплатена плата за 3,6%, туку по трет пат во текот на месец април некомпетентната и неспособна влада на СДС ја покачи цената на горивата. Така граѓаните со значително намалени плати од 867 денари веќе ќе плаќаат и поскапи горива. Од почетокот на април до денес цените за горивата се покачени од 2,5 до 4 денари, или поточно, Евро Супер 95 е покачен до 90 денари, Евро Дизел е 62 денари, а Евро Супер 98 71,5 денар. Овие високи цени на горивата ќе влијаат врз развојот на земјоделството, транспортот, рударството, за на крај да удрат по джебот на граѓаните. Почитувани сограѓани, власта на СДС ветуваше едно, но секојдневно гледаме и сме сведоци на друго. Сиромаштијата се зголемува, трошоците растат, цените се покачуваат, а платите се намалуваат. Очигледно е дека СДС немал план за живот во Македонија, туку само план како да ја зграбат власта и високите функционери да се богатат на грбот на граѓаните. Затоа ВМРО ДПМН ги информира граѓаните за секојдневното намалување на животниот стандард, а на наредните избори граѓаните се тие што ќе одберат каков живот во Македонија посакуваат. А еве и писмената реакција од Општинската организација на СДСМ Штип. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип не може да ги прифате и успешните политики на владата на Република Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, па затоа продолжува дрско да ја манипулира јавноста преку ширење лажни вести и измислици. Расипничкото пустошење на економијата е одлика на ВМРО ДПМН и сега тоа е минато. ВМРО ДПМН за време на своето расипничко и криминално владење го зголеми долгот на Република Македонија за 3 пати. Оттаму разнишаната опозиција нема никакво право да зборува за економија, поле на кое покажува дека не знаат да работат. Новата влада, предводена од СДСМ, покажува дека умее да се справи со хаосот и расипништвото, кое позади себе го остави ВМРО ДПМН, да ја стабилизира и да ја придвижи економијата напред. За разлика од криминалното владење на ВМРО ДПМН, кога парите на граѓаните се трошеа на палми, споменици и лажен барок, владата, предводена од СДСМ, за само 10 месеци спроведе низа мерки со кои се обезбедуваат повеќе пари за семејните буџети и се унапредува квалитетот на живот за сите категории граѓани. Колку за илустрација, со законот за минимална плата денес 90.000 лица добиваат повисока плата, обештетени се околу 5.000 стечајци, субвенциите се зголемени и навремено се исплаќаат. Пред да шири измислени скандали, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип треба да научи како се составува цената на горивата, односно дека цената на горивата не е утврдува владата, туку таа согласно закон ја одредува Регулаторната комисија за енергетика. Владата, предводена од СДСМ, продолжува со спроведувањето на мерките што ја засилуваат спиралата на раст на платите и обезбедуваат повеќе пари кај граѓаните. Преку новата мерка на владата, предводена од СДСМ, ќе се стимулира раст на платите во трудоинтензивните дејности за секој работник кој ќе добие покачување на платата во однос на последното тромесечие за 2017 година. Државата ќе обезбеди поддршка од 30% од порастот на бруто платата. Граѓаните умеат да препознаат релевантно и транспарентно работење. Расипничкото владење на ВМРО ДПМН е во историјата. Македонија чекори напред.